Почитувани представници на медиумите, добре дојдовте на пресконференцијата по повод официјалната посета на председателката на Република Словенија Наташа Пирц Мусар на Република Северна Македонија. На почеток ќе ги проследиме изјавите на двајцата председатели, а потоа ќе следат прашањата од медиумите. Го поканувам председателот Стево Пендаровски да се обрати. Повелете. Благодарам. Почитувана председателка Наташа Пирц Мусар, почитувани представници на медиумите, чест и задоволство ми е што денес сум домаќин на председателката на Република Словенија, наша пријателска земја, со која немаме отворени прашања, а меѓусебните односи се базирани на традиционално пријателство и долгогодишна соработка и поддршка и на политички и на економски план. Со Словенија не поврзува заедничкото минато, како дел од поранешната држава. Денес сме заедно сојузници во НАТО алијансата, а уверен сум дека имаме и заедничка иднина како дел од Европската Унија. Она што посебно радува е интензивниот политички диалог на високо ниво меѓу двете држави, што е потврда за меѓусебната почит и разбирање, онака како што и доликува на две европски држави. Очекувам дека со председателката Пирц Мусар ќе ја продолжиме таа традиција и ќе имаме успешна соработка. На нашата прва средба имавме конструктивен разговор за билатералната соработка и економските релации меѓу нашите земји, а значајно време посветивме и на македонските евроинтеграции и состојбите во регионот и генерално на европскиот континент. Република Словенија е наш важен партнер при имплементација на европските реформи со години наназад. Од словенечката председателка добив уверување дека оваа поддршка ќе продолжи и дека со експертска и со политичка поддршка Словенија ќе остане да биде промотор на македонската европска интеграција. Ја користам оваа прилика да се заблагодарам на Словенија за таа поддршка, како и за поддршката што ја дава за членство на земјите од целиот регион на Западниот Балкан, кој е стратешки приоритет во словенечката надворешно политичка агенда. Во овој контекст разговаравме и за престојниот самит на шефови на држави кои се дел од процесот Брдо-Бриони, а кој треба да се одржи кај нас во првата половина од септември оваа година. Со председателката констатиравме дека соработката меѓу нашите две армии и во рамките на НАТО сојузот и билатерално е од исклучително значење, при што разменивме мислења и информации за безбедносните предизвици и проблеми во регионот и на континентот наметнати од руската војна против Украина. Почитувани во однос на економската соработка, Словенија е наш значаен трговски партнер и инвеститор со години. Минатата 2022 година вкупната трговска размена изнесуваше над 280 милиони евра, со раст од над 40 милиони евра споредбено со 2021-та. Економската соработка постојано расте, но со цел да ја зголемиме стоковата размена на половина милијарда евра годишно, се согласивме дека треба да се продлабочи економската соработка и во областа на услугите и странските директни инвестиции, а за тоа ни помага фактот дека меѓу македонските и словенечките компании постои долга традиција на соработка и веќе етаблирани искуства и мрежа на контакти. На крајот, дозволете ми посебно да ја издвојам билатералната соработка во областа на образованието, науката и уметноста. Словенија е една од земјите во рамки на Европската Унија што многу наши млади ја избираат за школување и кариерен развој, а со тоа се продлабочуваат и зајакнуваат врските и меѓу нашите граѓани. Исто така, нашите односи ги избогатуваат и професорите и уметниците кои ги изучуваат и предаваат нашите јазици и оставуваат интензивна научна и културна размена. Почитувана Наташа, уште еднаш ви посакувам добре дојде и пријатен престој и вам и на вашата делегација. Благодарам. Ви благодарам. Ја поканувам председателката Наташа Пирц Мусар да се обрати. Spoštovani predsednik, res iskrena hvala za tako topel in prisrčen sprejem.
Prav ste povedali, Slovenija je vaša prijateljica in to že dolgo vrsto. За срдечни отприем. Убаво кажавте дека сме долгогодишни пријатели, имаме години традиционална соработка и како председателка ќе настојувам тоа пријателство да биде уште појако, уште појако во однос на соработката до сега. По посетата на соседните држави, не случајно ја одбрав Македонија, ме врзуваат посебни чувства. Овде работев повеќе од 6 месеци на твининг проекти пред 10 години, кога Македонија за усвојување на националното законодавство се приближуваше кон законодавството на Европската Унија. Пред се во однос на заштитата на јавните податоци, медиумските слободи и достапните податоци. Како некогашен новинар би сакала посебно да ги поздравам присутните новинари. Бев во вашата професија, знам колку одговорна задача вршите, колку е тоа важно за вашата татковина и за поширокиот регион. Вистина е дека Словенија и Македонија соработуваат на повеќе подрачја. НАТО е заеднички проект, заеднички полигон на кој настапуваме заеднички и во однос на војната во Украина, каде што двете држави покажа отворени раце, помагавме на украинците, двете држави колку што можевме. Со господинот Пендаровски зборувавме многу за процесот на интеграција во Европа. Верувајте ми дека како човек кој го познава обемот на приближувањето кон законодавството на Европа, знам дека не е лесно. Многу пати е тешко да потенцирам. Словенија го помина тој процес и нам не ни беше лесно. Дозволете ми да потенцирам дека и Словенија мораше да го промени својот устав и тогаш во мојата татковина се слушаше како тоа не е добро за словенечкиот народ, како ќе се изгуби словенечкиот народ. Јазик го променивме уставот во член кој дозволуваше странците да поседуваат имоти, да купуваат. Имаше политички расправи, дебати, имаше жешки расправи во тој аспект, но успеавме во тоа. Зошто? Затоа што словеничката политика беше свесна дека треба да бидеме единствени кога треба да реализираме европски проекти. Што се однесува до иднината за Словенија, се надевам дека политичарите ќе сватат колку е битна единственоста и размислувањето, дека треба да се оди 5-6 чекори напред, да се свати што е добро за Македонија и за македонскиот народ. Искрено посакувам дека ќе имате доволно политичка мудрост да го промените уставот и дека нема да зборувам сега само за обврските на Македонија како председавач на членка на Европската Унија. И Европската Унија треба да го направи својот дел, да го заврши својот дел од работата и да ја помогне на Северна Македонија во тој процес. Што се однесува до самитот Брдо Бриони, почитувам Стево, неизмерно благодарам што ќе бидеш домакин на процесот Брдо Бриони. Тој самит ќе биде во Македонија. Моја желба е на самитот председателите на државите во регионот да се оттргнеме од овие жешки теми кои не разделуваат и да се концентрираме на теми кои не спојуваат. Стево кажа колку е важно образованието во тој процес. Не знам дали знаете во однос на податоците, меѓутоа во последните 10 години но од државите на Западен Балкан се исели околу 4 милиони луѓе. Тоа е население за 2 Македонии, односно за 2 Словении. Тоа не се мали бројки. Сето тоа зборува колку важно е Македонија да напредува во тој процес. Може би уште еден податок кога Словенија влезе во Европската Унија. Напредокот се зголемуваше од 1991 до денеска. Бруто националниот доход по жител се зголеми за цели 91%. Понекогаш сум малку луда со бројки, статистиката е моја љубов. Уште еден податок ќе ви кажа. Државите од Западниот Балкан годишно заради емиграцијата на младите губат од 850 милиони до, да речеме, 2,5 милиарди евра. Словенија секогаш
секогаш ќе стои до Македонија, секој пат ќе пружа рака. Уште еден податок, последните 10 години Словенија во однос на едукацијата на македонските државјани инвестираше околу 40 милиони евра. Многу бројни македонци студираат во Словенија бесплатно. Јас ќе се завземам така да оди понатаму. Една од тие студентки е министерка во словеничката влада, тоа е Емилија Стојменова Дух. Жал ми е што не се врати назад во Македонија, но llubовта си го направи своето во Словенија. Со Стево се согласивме дека овој пат на самитот Брдо Бриони да допреме темите на младите, како и климатските промени, како председатели на држави, можеме да пратиме сериозни пораки, а тоа се проблеми кои не разделуваат. Тоа треба да биде наша заедничка грижа за целата планета. Секоја држава во светот, не само во регионот, мора да даде свој придонес во борбата за против климатските промени, што се однесува до младите, односно едукацијата, односно образованието, да се направи се за тие да останат во регионот. Исклучително задоволна сум и од стопанската економската соработка. Добро би било да се зголеми на половина милиарда евра, така подписувам, се радувам и ќе работам на тоа во таа насока. И конечно не смееме да заборавиме дека словенечките предпријатија во Македонија вработуваат повеќе од 3000 државјани, што значи дека словенечкото стопанство придонесува кон развојот на македонското стопанство и економија. Што се однесува до Северна Македонија, навистина би сакала да кажам дека веруваме во тоа, дека знаете и имате потенцијал да стапите на патот на Европската Унија. Имате знаење во Северна Македонија, тука знаење има во изобилство. Јас бев во сферата на едукација на македонски студии, тоа е моје подрачје. Толку има луѓе кои се заинтересирани и сакаат да знаат. Ретко се среќаваат такви луѓе, работе во Украина, во Грузија, меѓутоа во Македонија исклучително се концентрирани на тоа. Понекогаш на оној балкански есперанто, понекогаш се шалам на таа сметка, но Македонија тука во моето срце и на сите државјани и жители во Македонија им гарантирам дека Македонија секогаш ќе се грижи Македонија да ја добие сета помош во однос на приближувањето кон Европската Унија. И само да завршам, иднината на Северна Македонија е Европската Унија и во тоа цврсто верувам. Благодарам Стево за срдечниот прием и се надевам дека наскоро ќе ми вратиш на посетата и ќе ја посетиш Словенија. Поканата е отворена. Благодарам. Колеги, можеме да почнеме со прашањата кои што беа пријавени за оваа пресконференција. Колегата Боштјан Анжин од РТВ Словенија, повелете. Леп поздрав, Боштјан Анжин, ЛТВ Словенија. Прашање за председател во однос на промените во Уставот, Боштјан од Словенија. Дали сте оптимист дека до самитот Брдо процес Бриони ќе направите промени и дали мислите дека може тоа да се завлече и да го испуштите последниот воз, посебно по агресијата на Украина? За председателката слично прашање. Значи сме во држава каде што и претходно требаше името да се смени. Сега луѓето размислуваат која ќе биде следната пречка. Сметаме дека можеби Молдавија и другите земји беа некако во центарот на европските политичари, а Западниот Балкан, вие сте, не знам која председателка поред, која кажува за словенечките ставови дека Северна Македонија треба да биде дел на Европската Унија. Благодарам за прашањето. Не би сакал да ве заморувам со техникалиите кои произлегуваат од нашиот устав и од нашиот политички систем. Меѓутоа, ако сакате директно да ви одговорам на прашањето, процесот Брдо Бриони е закажан за втората декада на септември месец. А
дури во ситуација кога денеска би почнале со уставните промени, значи кога би имало неспорна политичка волја на двете страни од таа политичка подоба, власт и опозиција, ние не би можеле да завршиме до 11-12 септември, затоа што за промени на уставот најмалку или минимум се потребни околу 3,5 месеци. Со калкулација дека во август парламентите на секоја држава, па и на нашата, практично не работат. Меѓутоа, во тој дел се случува една сепак позитивна промена во една генерална, една сива слика која ја гледавме со месеци наназад, во која опозицијата и главната опозициона партија во Македонија не беше вољна да воопшто да разговара за да го гласа уставот. Претпоставам дека го знаете барањето главно да малата бројка на бугарско. Имаме проблем некако? Дали тоа се одразува на звукот или? Не пиемам ништо, не. Да, значи главното барање од заклучоците на Советот на Европа од минатата година, дека малото бугарско национално малцинство кое живее во Македонија да биде дел од уставот. Во тој дел, реков, се забележува една промена. Неодамно имавме лидерска средба на која се сретна највисоките представници од власта и од опозицијата, и тука лидерот на главната опозициона партија искажа подготвеност да влезе во владата и да гласа за таа уставна промена, со тоа што се разбира постави неколку други предуслови кои до овој момент не се разрешени на релацијата власт-опозиција, меѓутоа една значајна промена во однесувањето и во позицијата на најголемата опозициона партија, од која практично директно зависи дали можеме да дојдеме до таа бројка, до тој прак од 2/3 мнозинство за да го промениме уставот. Кар се тиче придружување Украина и Молдавија, то се однесува до пристапувањето на Украина и Молдавија, треба да разберете дека секоја држава има право да изрази желба да се приклучи кон Европската унија, но како претседател на Словенија ви гарантирам дека Северна Македонија нема да ја снема од дебатите. Северна Македонија ќе биде секогаш во центарот на нашето внимание во однос на приближувањето. Тоа можете да го забележите и кога стануваше збор за Босна и Херцеговина, имавме водечка улога и убедена сум дека разбирате и верувате дека Словенија секогаш ќе биде ваш поддржувач во тој процес и дека секогаш ќе ви помага. Следно Ивана Соколович Најдова од телевизија Сител. Имам прашање за председателот Пендаровски. Председател, ја начнавме темата околу лидерската и уставните измени. Вие сте на иста линија со она што говори премиерот Ковачевски, дека опозицијата прифатила менување на македонскиот устав, меѓутоа од друга страна пораката од ВМРО ДПМН е дека такво нешто не се случило. Дали во една ваква ситуација кога по лидерската беше слушнавме диаметрално спротивни ставови, може да очекуваме дека Македонија наместо напред може да западне во една политичка криза, и што мислите за предлогот и оние понуди практично што ги даде опозицијата да се, доколку се случат евентуални уставни измени, тие да бидат со одложено дејство до полноправно членство на Македонија во Унијата? Ако внимателно ги следевте, немам сомнеж во тоа, изјавите и на двете политички страни после таа лидерска средба, и едната и другата страна се во право. Значи, премиерот е во право кога тврди дека има драстична промена во ставот на главната опозициона партија, која порано не прифаќаше воопшто да гласа за бугарите во устав, тврдејќи дека ние не можеме да прифатиме уставни промени под бугарскиот диктат. И второ, тврдеше за сето време, месеци наназад, дека овој парламентарен состав нема мандат добиен од граѓаните во 2020 за воопшто да влезе во процесот на уставни промени, што е неспорно. Од друга страна, опозицијата е во право кога вели дека незините предуслови дополнително кои ги има испоставено на таа лидерска средба, особено ова второто што вие го споменавте за одложено дејство на уставните промени или да важат од кога би влегле во Европската унија или кога ќе заврши процесот на ратификација на тие пристапни протоколи, како ги нарекуваат, според мене тоа е апсолутно надвор од реалноста. Значи, ја би сакал такво нешто. Меѓутоа, заклучоците на Советот на Европа се кристално јасни. Морате да направите уставни промени до крајот на скрининг процесот за по автоматизам да продолжите со втората конференција и отварање конкретно на кластерите, односно на поглавјата. Значи, во
тие заклучоци на Советот на Европа е вградени ставот на Бугарија. Значи, сите 27, вклучително и Бугарија. Треба да имаме нови заклучоци, а вие знаете колку тешко дојдовме, односно тие дојдоа од тоа време до фул консензус, за да можеме да разговараме воопшто дека е можно да ги усвоиме уставните измени денес, а да имаат дејство одложено, не знам, 2, 3, 5, колку веќе години ќе бидат неопходни за преговорите. Значи, тоа е сосема нереално. Тоа го знаат сите и се надевам дека не станува збор за барање изговор само колку да се каже нешто за да не се влезе во уставните промени. Ако морам да ви кажам дека ја бев стварно изненаден кога чув дека главната опозициона партија би сакала дури да биде и дел од владата со 5 ресори во принцип, ако се исполнат и овие незини други услови, и да гласа од позиција на владеачка партија или една од владеачките партии за уставни промени, затоа што вие можете да гласате за уставните промени и од позиција на опозиција. И последното прашање пријавено Ирина Гелевска од Македонска телевизија. Да, има прашање за претседателката на Словенија. Словенија беше една од 7 членки кои поведе иницијатива за смена на начинот на носење одлука во Европската унија, нели без консензус, што се однесува на надворешната политика и безбедноста. Дали ова важи и за во однос на проширувањето? Jaz se upravičujem, prevoda ni bilo, pa nisem slišala. Lahko prosim še enkrat vprašanje? Повторите прашањето. Значи, Ирина Гелевска, Македонска телевизија. Словенија беше од земјите членки 7 кои поведаа иницијатива за промена на начинот на носење одлуки за надворешна и безбедносна политика. Дали тоа важи и за проширувањето? Ne vem, če sem zdaj razumela vprašanje. Jaz se res upravičujem, nekje se je pri prevodih zataknilo. Dajte v makedonščini, pa bom poslušala. Mislim, da bom razumela. Okay, maybe in English. Slovenia was one of the 7 member states who have initiated a change of decision making in the European Union, including to the foreign and security policy. If this means as well for the enlargement process? Slovenija seveda podpira spremembe znotraj Evropske unije, промените внатре во Европската унија, бидејќи внатре во Европската унија во некои процеси може да дојде до застој, да се бара консензус од сите држави членки е многу тешко. Словенија е една од оние 7 држави кои сакаат некои прашања да не се решуваат со консензус, колку со мнозинство, колку што знам и колку што го следам, тоа се однесува и на процесот на проширување и тоа може да го олесни патот на било која држава која сака да влезе во Европската унија. Мислам дека блокадите внатре од Европската унија понекогаш се лоши одлуки, не се оние кои јас ги посакувам да се движат во насока во која треба, односно верувам јас дека треба да се движат, односно решение на Западен Балкан, можеби некогаш и Украина и Молдавија. Таа покана можеби ќе биде уште поголема. Словенија и во иднина ќе поддржува одлуки да се усвојуваат не со 100% консензус. Благодарам. Почитувани представници на медиумите, почитувани колеги, ви благодарам за присуството на денешната пресконференција.